Марко Бислимовски, прв човек на Регулаторната комисија за енергетика. Добре дојдовте во студио 10. Добре ве најдов. Ве снима малку со бугарското прашање, меѓутоа не подсетија вака изгледате фино на билборди. Се не видов кој е нарачател, не знам дали е ВМРО или на билбордите. Па добро, јас се научив во изминатиот период постојано тоа што ќе го кажам да се доведа во подсомнеш, понатака времето покажува дека 100% сум бил во право. Јас очекував од тие билборди малку поголема инвентивност, завршени се на тој име концептот билборд или заокружување како што правеа. Но тоа е тоа, може да бидат малку и попрактични, да бидат поактивни во собранието. Може и карикатура вака, добра слика барем ви извадили. Па се потрудиле. Да. Може да бидат поактивни во собранието, да поинтензивно да бараат да се променат акцизите на кои што влијаат на крајната цена на нафтените деривати. За жал, во моментов цените на секој нафтен дериват поотделно на светските берзи се такви какви што се. Истиот концепт, истата методологија ја користат сите земји во регионов, сите ги земаме истите податоци од медитеранската берза, преку плац, и Македонија, и Србија, и Косово, и Албанија, и Црна Гора, и Хрватска, и Словенија, и Грција, и Бугарија. Тоа е тоа. Во Македонија повеќе не постои рафинерија, не можеме да утврдуваме производна цена и ги превземаме податоците какви што се на берзите. Тоа го преточуваме во нашите одлуки и за жал сериозно влијание на цената има и курсот на доларот. Еве конкретно во петокот курсот на доларот изнесуваше 59,35 денари. Но се покажува дека како се менува цената на секој нафтен дериват посебно, така и ние ги носиме нашите одлуки. Тие се носат по правило се носат секој понеделник, секој понеделник и со тоа ако има отстапување плюс 2 денара нагоре или минус 2 денара надоле, носиме кога ќе бидат исполнети тие услови. Минатата недела 2 пати по 2,5 денари го намалевме дизелот, значи за 5 денари. Денеска дизелот го намалуваме за половина денар, бензините за 1 денар. Така да тоа што е на светските берзи, ние само го преточуваме во нашите одлуки. Ниту додаваме, ниту одземаме. Тоа што е факт, го преточуваме во нашите одлуки. Берзата се следи секојдневно, значи овој понеделник ќе биде 0,5 денари, следниот понеделник отприлика може да се насети? Не може да се насети, затоа што се случуваат за жал драматични промени и курсот на доларот, како што кажав, не прави сериозен проблем. Добро додека значи денеска ви поевтинуваат нафтените деривати и бензинот и дизелот. Така дизелот за половина денар, бензините за 1 денар. За 1 денар и од 95 и од 98 октани. Добро, значи денеска не ставите до 12 часот бензин, не правите редици, можете утре да ставите нафта, значи бензин или дизел. Одиме на струјата. Тоа што најмногу не интересира, што можеме да очекуваме со следнава сметка. Блок тарифирањето започна. Дали се подготвени Евана, дали е подготвено софтверското решение за да не доведе пак до забуна, астрономски снимки па сметки па извинете па се е подготвено. Добро. Билинг системот на електродистрибуција е повеќе пати испитан. И значи сега со новиот концепт на блок тарифите, доколку читањето биде и повеќе од 30 дена, за толку денови ќе се зголеми и првиот блок конкретно. Нема за 35, нели? Првиот блок е до 210 киловат часови и тоа е пресметано за пресметковен период од 30 дена. 210 киловат часови го делиме со 30 дена и добиваме 7 киловат часови на дневно ниво. Доколку читањето... Колку денари? По 8, како дојде? По 7. По 7, да. Добро, значи, доколку читањето биде и за 300 дена, не читал Евана, првиот блок тогаш нема да биде 210 киловат часови, туку ќе биде 2100 киловат часови. И соодветно на тоа ќе растат и останатите блокови. Значи, има механизам во кој што потрошувачите апсолутно се заштитени. Значи, Евана и да доцни со читањето, за тие денови што се доцни читањето, ќе се зголеми првиот блок, така да граѓаните да бидат безбедни и нема да добиваат сметки заради повисоки сметки заради нередовно отчитување, поради тоа што колку се зголемува, еве како што кажав,
За 300 дена да е отчитувањето. Биле неодговорни, не прочитале. Првиот блок за тој пресметковен период, кој што трае 300 дена, ќе изнесува 2100 киловат часови. Значи, граѓаните ќе бидат апсолутно заштитени во однос на периодот на отчитување. Да го поедноставам, доколку е возможно, сега да не одам со киловат часови колку трошени. Например, сметка која што стигнува во лето, еве, 3000 денари. Добро? За колку ќе биде зголемување? Тоа претпоставаме би требало втори или трет блок. Значи, Второ мислам отприлика дека е. околу 3000 во висока тарифа, за високата тарифа, за дел од високата тарифа ќе влезе во вториот блок. Значи, ако било 500 киловат часови потрошувачка во висока тарифа, првите 210 ќе се наплатат по цена за првиот блок. И тоа е гарантирано за секого. Ама правам забуна така на луѓето. Мене ми е јасно што зборувате. Стигнува на сметка која што ми стигнала 3000 денари. Од прилика Колку ќе биде покачувањето ќе биде Колку ќе меѓу ми стигне? 6,5 и 7%. Тоа значи дека ќе ми стигне 6300, 150 денари. Меѓу значи, 150 и меѓу 200 150 денари. и 200 денари. Значи Да. следната сметка ќе ми биде меѓу 150 и 200 денари, говорам на 3000 денари сметка. Да. На 1000 денари исто ќе биде ни? На 1000 денари ќе биде уште помало Уште помало ќе покачувањето. биде. Значи, за 59,9% од потрошувачите. Овде во 3000 денари ставам и ефтина и скапа висока, се. и скапа. Да. Све ставам во 3000 денари, значи од 150 до 200 денари. Ова е максимумот што можеше да се излече. Бидејќи во неколку наврати споменавте ни доаѓа тешка зима и затоа прашувам дека имаме инфлација, кој како сака нека каже, таа е присутна, имаме оно што се случува на берзите, гледаме, имаме економска криза и реално вешува покачување. Видам дека ни реагираа луѓето, меѓутоа со тарифите некако успеавте да го избалансирате, да не отиде до плафон. Апсолутно. Значи, прво имавме сериозни притисоци врз цената. Во декември, кога носевме одлуката за 2022, не планиравме да има увоз. Заради некоректен однос на одредени потрошувачи, вклучувајќи и општини, направени увоз од 33 милиони евра. Кога? За првите 6 месеци од годината, непланирано се потрошени 33 милиони евра. Дополнително, цената на ЕСАМ од 41 евро се зголеми на 48 евра за мегават час. И тоа прави дополнителен притисок на цената од околу 15 на милиони евра, а исто така од 9 јуни започна повторно трошокот за обновливи извори да се, кои што користат повластена тарифа, да се калкулира и кај универзалниот снабдувач и тоа е некаде околу 9,5 милиони евра. Значи, ние имаме 56-57 милиони евра непланирани, кои што влегува во оваа одлука. Дополнително, во делот на дистрибуцијата на електрична енергија, Евана електродистрибуција, компанија која што произлегува од Евана, во јануари и февруари набавувал загуби по цена далеку повисока отколку тие што ги одобри регулаторна комисија за енергетика, 143 евра за мегават час. Евана збориме, така? Да. Па И добро, од тамо цената, имаме уште 25-6 милиони евра и дополнително имаме трошоци околу нови, околу 20 на милиони евра за дебаланси, поради тоа што дебалансот, тоа е разликата помеѓу тоа што е планирано и реализирано, се наплаќа сега по цена која што зависи на берзата во Хупекс. Значи, се обидовме и сигурен сум дека успеавме со воведувањето на блоковите да направиме правична распределба на трошоците кои што ги имаат потрошувачите. Од самиот почеток кажав дека цената за четвртиот блок ќе биде далеку повисока и блиску до пазарната. Добре. Таа цена за четвртиот блок сега е 210 евра за мегават час. Се уште не е блиску до пазарната. Последната котација на берзата во Унгарија покажува дека цената на електрична енергија во четвртиот квартал ќе биде 409 евра за мегават час. Тоа се факти. Од фактите не може да се побегне. Затоа и сега кажувам, доколку не ги покриеме потребите на Евана Хоум,
од домашно производство и правиме увоз, ќе имаме сериозен проблем да ја одржиме ценовната стабилност. Дополнително, ЕСМ превзеде обврска загубите на Евана за дистрибуција да ги продава по цена од 143 евра за мегават час и загубите на Мепсо да ги зголема, да ги продава по цена од 220 евра за мегават час. Тоа се цени далеку по-ниски од пазарните. Но потенцирам, единствен спас е да имаме максимално домашно производство, вклучувајќи го тука и ТЕЦ Неготино. Се што имаме како домашен ресурс мора да се стави на располагање за да додржиме ценовна стабилност. Тоа што се направи сега е максимумот. Повеќе не можеш. Доколку имавме ние производство од 5,5-6.000 гигават сати, ќе бевме во една порелаксирана Во ситуација. времето на Мене ме радува фактот дека планирањата на ЕСМ оваа година се дека споредено со минатата година ќе имаме зголемено производство од ЕСМ за околу 20% и ќе стигнеме близу до 4.000 гигават часови. пол. И тоа ни е спасот да го зголемуваме домашното производство. Браво, Ковачевски. Колку ќе биде домашното производство? Предвидувањата на ЕСМ се дека ќе биде околу 4.000 гигават часови. Добро, про тоа Се враќаме на 60% сме домашно производство, 40 увоз, така? Минатата година заради вклучувањето на ТЕЦ Неготино и работењето на ТЕТО како домашно производство, негде 65-6% се обезбедени од домашно производство, а 34-35% се обезбедени од увоз. Добро, годинава? Проценките? Па годинава, бидејќи ТЕЦ Неготино работи речиси постојано, да видиме ТЕТО како ќе работи, но И да и ги доколку се зголеми домашното производство, очекувам негде потребите од увоз да не бидат меѓу 25 и 30%. Добро. Поевтино ќе биде да го ова васко што Ковачевски ќе го произведува или да се увезуваме? Апсолутно ќе биде поевтино. Знаете зашто прашувам? Затоа што мазотот го везуваме, јагленот исто така, и тој што го имаме таму е со ниска калорија, и баш кај повеќе со ловини треба да копаат. И на крајот од денот затоа велам да не се сведе да не биде поевтино да ја купуваме струјата отколку да... Не, значи со овие цени на мазут што се во моментов, производната цена на ТЕЦ Неготино, во зависност од тоа дали работи со еден блок или со два блока, се движи од 190 до 230 евра за мегават час, што е речиси дупло поевтино од Добро. увезеното. Исто така цената на ЕСМ кога го увезува со сите трошоци кои што ги прави, неговата производна цена е нешто под 70 евра за мегават час и со ова портфолио кое што сега треба да го задоволи ЕСМ, тоа се потребите на домаќинствата и малите потрошувачи кои што се на регулиран пазар, загубите во Мепсо и во електродистрибуција, некаде и оваа цена изнесува околу 70 евра за мегават час, така да доколку се реализира тоа што е планирано, не очекувам да се има големи проблеми. Денеска некако Макрон ми е на дневен ред. Францускиот претседател Макрон, ова е од 28 јуни, значи минатата недела, на крајот од самитот на Г7 во Германија ги осуди според него абсурдното индексирање на цените на струјата, што силно придонесува забраната инфлацијата и создава неразумен вишок профит за операторите. Растот на цените низ Европа е данок однадвор што доаѓа преку гасот и струјата од почетокот на војната во Украина и парите на даночните образници не се наменети да го компензираат овој данок однадвор, инаку тој е бесконечен систем што ќе не осиромаши. Значи апсолутно се сложувам со тоа Прашањето ми е дали ќе имаме струја и да имаме пари, дали ќе има струја на пазарот? Значи струја на пазарот, ние во изминатиот период не се соочивме да нема струја. Ние се соочивме со екстремно високи цени. И сега да видиме што е причина за екстремно високите цени. Прво, да, сериозно влијание врз цената на електричната енергија прави и цената на гасот. И исто така
тргувањето со CO2 емисиите дополнително прави сериозен проблем врз крајните цени. Но тоа што го кажал председателот Макрон, апсолутно се согласувам, затоа што производната цена на електраните насекаде во Европа, каде што имаме и нуклеарни електрани, каде што имаме и термоелектрани, веќе се вклучуваат насекаде, имаме и хидроелектрани, е непроменат. Од аспект на трошоци е непроменат. И да, факт е дека со индексација на берзите, неразумна индексација, дојдовме до екстремно високи цени кои што апсолутно не одговараат на реалната цена која што е поврзана со трошоците за работењето на сите производни капацитети во Европа. Од тука сметам дека пред се тоа треба да го започне Европската Унија да се воведува price cap, односно да се воведува максимум до каде што може да оди цената на електричната енергија и на берзите, поради тоа што сега ние се соочуваме, како што кажав, со цени за четвртиот квартал на фјучерсите на најблиската берза до нас, најактивната во Унгарија, цена од 409 евра за мегават час. Тоа апсолутно нема никаква логика и сите економии, не само нашата, туку и во регионот и во Европа, ќе се соочат со сериозни проблеми. И затоа сметам дека и Европа ќе мора да започне да размислува за воведување на максимална цена над која што не треба да се оди. Бидејќи на крајот на денот ние ќе имаме електрична енергија по цена која што не можат да ја издржат економиите во Европа. И тоа е сериозен проблем. И истото се случува и со природниот газ. Да, тоа ќе Апсолутно прашам, исто. значи, дали ќе има струја? Бидејќи го имате и Базович, исто така неодамна, тоа ќе значи дека ни со пари нема да можете да добиете струја. Се надевам дека нема да се случи тоа. Значи, со тоа што го имаме како сознание, што е на располагање пред се во регионов, бидејќи ние кога увезуваме електрична енергија увезуваме од регионов, нема најави дека некои производни капацитети ќе се затвараат. Добро. Тоа е една работа. Но, никогаш не вели никогаш. Ние сме имале години, како во 2012, во јануари, февруари и во 2017, кога некои земји неправедно, како што го направија тоа еднаш Србија, Бугарија и Романија, ги затвараат границите. И кажува електрична енергија надвор од нашата земја не смее да излезе и тоа направи сериозни проблеми. Јас верувам дека постои разум кај секоја земја и дека сите земји и во регионов и во Европа мора да си помагаме меѓу себе. Но секој прво си се штити себе си. На крајот од денот е така. Што е надвор од сите правила. Но генерално Европски стандарди и правила. Но некој ќе ви каже криза е, но во секој случај речи си невозможно е да се дојде до такво сценарио, но треба да видиме предпазливи. Зошто доаѓа тешка зима? Тешка зима доаѓа пред се заради цената на природниот газ. А веќе некои земји од регионов се соочија прекината им испораката на природниот газ како што е Бугарија. Така, ова е поврзано и со Русија и Украина, со Апсолутно. војната и Цената на природниот газ веќе овие неколку дена, последниве 2 недели поточно, повторно достигнува екстремно високи вредности, некаде околу 1600-1700 долари за нормален метар кубен, а во 2021 истиот тој газ сме го плаќале околу 230 долари за нормален метар кубен. Можеме да имаме ние проблеми, бидејќи влегуваме во тој контекст, бидејќи сме НАТО земја членка и со Русија немаме баш неизградени односи. Видете, јас верувам дека разумот мора да преовлада. Како што гледате во последниве неколку дена, и во Македонија, се појавуваат луѓе кои што кажуваат па да Русија ни излезе од спасот. Во ред, ја немам против ништо тоа. Ама еве нека помогнат, нека се потрудат тие да обезбедат цена за Македонија, барем еве
10% повисока од таа што е обезбедил Вучич. Чим се до толку моќни и способни и не убедуваат во тоа сценарио, нека обезбедат цена на природниот газ која што ќе биде за 5 пати пониска отколку што е сега на берзите. Бидејќи со гасот се случува исто како и со струјата во Европа. Апсолутно, да. Нема логика природниот газ да се продава по толку висока цена. Во структурата на трошоците кога се вади тој природен газ, ништо не се промени. Нигде во Европа не се промени. Значи, Ние и најголемите извозници немаат кои продаваат во Европската унија, дел од природниот газ се обезбедува од самата Европа, се обезбедува од Русија, од северноафриканските земји, но таму нема промена на трошоците, едноставно се јавна тој бран на берзите, зашто мислам дека Европа непотребно направи берзи на природен газ и дојдовме до една оваква цена, каде што самита Европска унија не може да ја контролира работата на берзите и дојдовме до небески височини. Тоа не прави проблеми само во Македонија, прави проблеми и во сите европски земји, бидејќи $1.800 за нормален метар кубен е цена. Тоа денеска е цена Да, на тоа е гасот, цена која што е тешко, која што може да ја издржат економиите. И влегуваме во еден магепсан круг на инфлација. Заради енергијата е потребна, таа е екстремно висока, понатака ги зголемува и сите продукти и производи кои што се произведуваат и се пласираат на пазарот. Да, добро, ние сме зависни од газ, но не сме до таа мера, освен на компаниите, некои од големите компании. Генерално не сме многу зависни од гасот. Во гасот би имале сериозен проблем, значи има и компании кои што го користат гасот. Апсолутно, да, има и компании, но Мак Петрол е единствениот кој што увезува, така? Мак Петрол е единствениот кој што има договор до крајот 31. на годината се обезбедени количините на природен газ. Се сеќавам дека 31 декември беше вистински хаос овде и од фирми и од се. Предпоставам така ќе биде и годинава, ако не и пострашно, ако потрае ова, гледам дека нема ни изгледи да заврши руско-украинската криза. Така да во цела оваа ситуација на Мак Петрол треба и државата на некој начин да му помогне за да се избори за по-нормална цена за природниот газ. А со парното, затоа прашувам за гасот? Значи најголемиот проблем ни е парното. Ако немаме природен газ. Ако немаме природен газ, тогаш ќе треба да одиме на друг вид на енергија. Тоа може да биде мазут или може да биде, се пресвичаат и на дизел или екстра лесно. Значи покрај тоа што има проблеми со природниот газ, со обезбедувањето, од работи кои што не зависат од реална економија, туку зависат од геополитика, има проблеми и со мазутот. Во речиси сите земји во регионот, а и во Европа, мазутарите се повеќе се изфрла од употреба и се затвара. И, значи, мазутот е апсолутно и мазутот е сега дефицитарен. Во регионов е дефицитарен, го нема баш колку што сакаме да го има. И од тие причини покрај мазутот треба да размислуваме и на друго гориво кое што може да се користи за грејењето на градот Скопје, за да избегнеме екстремно загадување, може тоа да биде и дизелот или екстра лесното, и при тоа треба да се знае дека во овој момент оваа цена на мазут што е цена која што дава за едно 60-70% пониска цена на произведената топлинска енергија отколку што би ја дал природниот газ. Но тука треба да се направи добра анализа и според мене сите треба да работат кои што се одговорни за тоа, за обезбедување и на природен газ и на друго алтернативно гориво. Добро, тоа горе-доле треба да знаат луѓето веќе после септември и октомври што како ќе се случува. Океј, до 31 декември може да бидат спокојни, ако можеме така да кажем, бидејќи така обезбедени се тие количини на газ. Прашањето е за после 31 декември. Може ли да се размислува за замрзнување на цени на нафта, на нафтени деривати, бидејќи сега прочитав дека Хрватска пак ги замрзнала на уште една недела. Можеме ли да си го дозволиме тој луксус? Значи Хрватска не ги замрзнува. Хрватска таде што беше целосно либерализиран пазарот, а исто така беше и во Србија и во Црна Гора,
од кога започна кризава со цениве, од либерализиран пазар се врати назад на регулиран пазар. И она што го прави Хрватски, што го замрзнува, е маржата на компаниите кои што продаваат нафтени деривати. А вели вака владата во понеделник наутро соопшти дека од вторник нема да поскапуваат горивата бидејќи е продолжена одлуката за уште 2 недели, говорам за Хрватска. Да. И сега со тие пари, разликата во пари треба да ја надокнадат кај компанииве и во Хрватска и во Србија, додуше малку е поедноставно поради тоа што имаат и сопствено производство на нафтени деривати, бидејќи си имаат своји рафинерии, Ние немаме. ние немаме за жал. Имаме Окта. Окта не работи. Окта не работи од 2013 година повеќе, Окта не работи. Па стварно тоа ги тешка зима. Јас веќе неколку месеци зборувам дека оваа зима ќе биде екстремно тешка од енергетски аспект. И сум еден од ретките кои што зборам јавно за тоа и кажувам и уште еднаш потенцирам. Знам дека луѓето не го прифаќаат тоа и не ме сакаат заради тоа за штедењето. Ако може председателката на Европската комисија да каже дека треба да се штеди, иако сме се грееле на 21-22 степена, оваа зима можеби ќе треба и на 19 степена да се грееме. Нешто кебенце. Тоа е реалноста. Од реалноста не можеме да избегаме. Не, прашањето е дали да се размислува за бизнис, например, со свеки, затоа прашувам, бидејќи ако нема струја, тоа е можеби интересно да е на 19 степени, а ќе се издржиш со кебе, ќе се покриеш. Ќе треба пак да ги враќаме килими и амболи и тоа се исподадавме. Ова го тераме нормално на шега, но ајде ние како држава, чудно ми е како целата Европска унија се дозволи да биде во една ваква состојба и продолжи и понатаму во која смисла. Знае дека е зависна од газ, знае дека е зависна од струја и цело време ја тераше она приказно на обновливи извори на енергија за намалување на загаденоста, затварање на термоцентрали, нуклеарни централи и сега одеднаш се доведуваме во ваква ситуација да прашаме дали навистина ние може да дојдеме до електрична енергија, без разлика дали ќе имаш парите и да имаш пари, прашање дали ќе добиеш струја, бидејќи велите оставаме на солидарноста, меѓутоа ти ако имаш струја си произведуваш 100%, нормално дека прво ќе мислиш твоите граѓани да ги обезбедиш, па потоа да помогнеш на комшијата или на другите. Така, се согласувам дека е така. Знаете, во Европа нашиот народ каже убава работа, дупло голо. Се случи дупло голо. Влегоа во зелено сценарио, кој апсолутно го поддржувам. Според мене преисфорсирано. Во Скопје имате многу луѓе што ставија клими уреди кои што зимата е поминува на струја. Цела ЕУ влезе на исклучување на термоелектрани. 90% од нивните производни капацитети беа исклучени. Германија не се враќа назад од патот на исклучување на нуклеарните електрани. Да, и продолжува на обновливи извори на енергија. И одеднаш дојде до драстичен пораст на цената на гасот, што им влијае на цената на електричната енергија. Сега Полска, Шпанија, Германија, сите земји кои што имаат термокапацитети, термоелектрани, ги вклучуваат. Значи сега никој не збори за зелено сценарио. Завршите? Да. Таа е ставена сега приказката за понатак. Додека трае комплекс. Се враќаат термоелектрани назад и дополнително Европа воведе, ајде зелена енергија, па тие што загадуваа давачка за CO2 емисии. Тие CO2 емисии се тргуваа на берза. И беше издржливо, негде 21-22 евра за мегават час беше по европските берзи. И лани кризата со цените започна заради шпекулации на овие берзи и цената на CO2 емисиите од 21-22 евра отиде на 90 евра за мегават час. Значи, одеднаш вие имате, произведувате нешто и на тоа треба, како загадувач, ве сметаат термоелектраната загадувач, вашата реална цена е 40 евра за мегават час, ама треба уште 90 евра да платите за CO2 емисија. Затоа велам дека се создадоа вештачки инструменти кои што и како ја оптоваруваат цената на електричната енергија во Европа. И сето тоа влијае кај нас. Значи, не можеме да бидеме најсигурни. Се не да ги плашиме граѓаните, но јас кажувам вистината и реалност. Дека не престои исклучително тешка зима.
Не знаеме природниот газ дали ќе биде достапен во Европа. Доколку не е достапен, таа енергија што недостасува од природниот газ треба да се замени со некаква друга енергија. Дали тоа е електрична енергија од термоелектрани, од нуклеарни, од обновливи извори, треба да се замени. Затоа велам дека еден од најбрзите и наједноставните начини е токму штедењето. Реалноста е таа. И јас сакам да кажам дека гарантирам дека нема да има никакви проблеми, ама тој луксус денеска на 4 јули не можам да си го дозволам. Едноставно влегуваме во неизвестна и екстремно тешка зима. А индустријската цена што е значена за компаниите? Таа зголемена, таа никош не сум Сега прашал. ќе го кажеме. Затоа што од тоа ќе зависи дали ќе поскапи лебот, Значи, најголем дел од нашите компании се излезени на слободниот пазар. Да. И тие си плаќаат по цената што е пазарна по Хупекс. 250, 300, 400 евра. Така беа и општините, но И сега почнаа некои фирми си правеа фиктивни договори, почнаа да се враќаат назад на регулираниот пазар. може Почна и некои општини. може да се враќаат. Правеа фиктивни договори. Некоректно се враќаа. Тоа Според мене електродистрибуција тоа не требала да го дозволи. Затоа што знаеш дека некој го гледаш ти кој е тој потрошувач, дека ги исполнува критериумите да оди на слободен пазар и подпишува договор со фиктивна фирма која што не ги исполнува до условите да оди на слободен пазар и го прифатија, таа промена е прифатена и се вратени назад на регулиран пазар. Добро. Од тие причини цената на регулираниот пазар за недомаќинствата е 200 евра за мегават час. Тоа е тоа што можеме да го обезбедиме како држава. Да, ќе има проблеми кај некој, не викам не, но од тие причини кај втор тарифен степен воведовме ефтина тарифа, кај јавно осветлување воведовме за прв пат ефтина тарифа и трошокот за моќноста кој што беше кај 10 киловолтните и 35 киловолтните потрошувачи е негде е намален за 5 пати, негде е намален за 10 пати. Така да тоа е тоа што ни стои како механизам. Државата толку може да обезбеди цена која што ќе биде дупло поевтина од таа што е на слободниот Затоа што пазар. ако пратите вие една како пекара да оди на слободен пазар, таа претпоставно нема да издржи, за да купи струја ќе треба левот да го продава 100 денари. Ова е карикирање, не е. Предходно пекарите има највисока Пекарите цена ги од сите земат и се како пример. во ред. И сега кај нив поскапувањето е повеќе затоа што доаѓаат на реално цена 200 евра за мегават час. За крај да не завршиме песимистички, имате ли некое навестување, сега не е предвидување, на пример, кога можеме да здивнеме? Или тоа никој не знае? Јас тие податоци можам да говорам врз основа на факти. Тие податоци што ги гледам на берзите и за електрична енергија, и за природен газ, и за нафта, не гледам еден грам оптимизам. За жал. Цените, предвидувањата се дека ќе одат нагоре. Затоа велам дека и Европа треба да почне да размислува на лимитирање на цени. До тук. Имајќи во предвид дека и со тие цени и производители, и снабдувачи, и трговци ќе се ги покријат своите трошоци и текако ќе заработат. Само како еден пример да ви го кажам. Во Грција државата даде помош околу 3 милиарди и 200 милиони евра. Од тие 3 милиарди и 200 милиони евра, 2 милиарди и 100 милиони евра се земени вишоци од учесниците на слободниот пазар. А државата помогна реално од буџетот со милиарда и 200 милиони. Добро, Бисливовски, благодарам што ве Благодарам гостим во студио за 10. поканата. Ја нема да кажам песимистички, но ќе кажам реален Бисливовски, тоа се предизвиците со кои што се соочува и ќе се соочуваме не само ние, туку и светот. Така што видите подготвени за уште една тешка зима, освен ако не дојде еве до смирување на ситуацијата Русија и Украина, стабилизирање некако и на она што е набавка на природен газ, нормално тогаш ќе се стабилизира и струјата, но за сега, како што види Бисливовски, такви изгледи нема. Еве, ќе завршиме со една добра вест. Од утре одете ставете си бензин, бидејќи од вечерва на полноќ ви поевтинува бензинот, но и дизелот. Бензинот за 1 денар, а дизелот за половина денар. Ви благодарам што не гледавте, следува прегледот на вестите во 12, од мене довидување.